утро, почитувани гледачи. Јас сум Кристина Краљевска, а ова е вториот дел од утринската програма на К3 телевизија. Вториот дел е наменет за темата на денот, а сега ќе ги дознаеме сите случувања пред и зад камерите на звездите на Грант, и тоа од прва рака со Ивона Јовановиќ. Добро утро. Добро утро. И со Мартинијан Кириловски, нашите представници. Добро утро, нашите представници од Куманово, тоест од Македонија. Дечки, добро утро, ви благодарам што ја прифативте поканата и покрај многобројните обврски. Деновиве, сепак славивте матура, бевте во шоуто, снимавте многу емисии, пеевте. Се одморивте ли? Па, Полека. колку толку се отворивме, сега се спремаме за паражната емисија. Така, Кој ќе биде за 2 дена. Пред сакаме еден голем поздрав до сите гледачи. К3. благодарам. Ивона, се одморите како е? Па да, полека се одморам. Заморна, многу е заморно целото темпо, но полека се одмарам. Тоа е разбирало, сепак сте сега матуранти, сега се во Да. тие прослави така натаму, но еве. Еуфорија матурантска. Така. Дечки, за тоа што се случувало од звездите на Грант, за матурата, за вашите ни планови, ќе земеме збор, значи, но ќе почнеме со ред. Еве најпрво ќе погледнеме една анкета што ја подготви новинарската екипа на К3. За тоа кумановци колку се запознаени со звездите на Грант, што ви посака и така имаше некои интересни муабети, ќе го прокоментираме и потоа ќе откриваме детали. Ќе ни кажувате што се случуваше таму. Нас повеќе ни интересира што имаше зад камерите на звездите на Грант. Добра. Така, може да ја погледнеме анкетата сега. Го следите ли шоуто од звездите на Грант? Да, го следам. Што им пожелувате на Мартинијан и на Ивона, нашите учесници од Куманово? На Мартинијан и Ивона од се срце им посакувам голема среќа и успех понатаму во Звезда Грант. Така, треба ли овие вакви шоуа да се организираат што почесто за промовирање на млади таленти? Секако да, треба и во Македонија исто така да се организираат. Не, Зошто? појма немам што е тоа. Па тоа е шоу за нели за откривање на млади таленти кои што умеат да пеат. Време за шоа, имаме 2 деца, чуваме деца и така. Не гледаме телевизија. Дали го следите шоуто од звездите на Грант? Не. И така и така. И подрите нашите Ивона и Мартинијан? Да, па мора. Насите како нема да ги бодриме. Да, го гледам. Ги подрите нашите Ивона и Мартинијан? Ги бодрам, да, супер се. Што им посакувате, до каде да стигнат? Да стигнам до финале, до крај. Треба ли вакви шоуа да се организираат почесто? Треба. Им помагаат ли овие шоуа да станат поуспешни и Да, попознати? ги помага, да, супер се. Нашите се супер. И посакуваме среќа се најдобро. Следите ли шоуто? Зошто? Пошто мислам дека во моментот немам ни време да ги гледам, ни типа имам желба да ги гледам, така да. Ама би требало на македонско ниво повеќе да е него отколку на надвор од Македонија, така да мислам дека би требало да има нешто што е во Македонија и на македонски. Го следите ли шоуто од звездите на Грант? Па понекогаш. Да. Знаени ли сте дека имаме двајца учесници, Мартинијан и Ивона од Куманово? Да, запознаени сме и им пожелуваме се најубаво. Да, па ако треба дека победат. Убаво пеат, убаво изгледат. Па ние македонци сме познати по народни пејачи, забавни пејачи. Пееме убаво, па тоа нека се организира и кај нас. На македонско. На македонско ниво, зашто да не? Све најдобро и да победат. Го следите ли шоуто од звездите на Грант? Да, седам. Запознаени ли сте дека имаме двајца учесници од Куманово, Ивона и Мартинијан? Знаем, има двајца. Што им пожелувате, до каде да стигнат да победат? Па ќе победи 100%. Имаат квалитети. Има квалитет. Куманово е Куманово, бе. Да знаеш. Секогаш ги има најдобрите таленти. Куманово е најдобро у цело Македонија. Треба ли вакви шоуа да се организираат што почесто? Треба. Треба да се организира. Дали го следите шоуто од звездите на Грант? Да. Ги бодрите нашите Ивона, Мартинијан, Филип, исто така и Ален? Да. Што сметате, до каде ќе стигнат? Па не знам како ги гледаме. Никаде. Пошто не е добар моментално. Почитувани го следите вториот дел од утринската програма Нов ден на К3 заедно со Мартинијан и Ивона, нашите учесници во шоуто од звездите на Грант. Дечки, го ја погледнавме анкетата за тоа што мислат кумановци за ова шоу, за вас двајца ви посака, некои не го следат. Еве, Ивона, што сметаш ти за
Па, Оно што видовме кажа дека Кумановци. има луѓе кои што гледаат, има луѓе кои што не гледаат, има луѓе кои што сметаат дека треба да се организира македонски шоу. Ние бевме, видовме, сега сакаме да искочиме надвор од границите на Македонија. Пробавме и се надеваме на успех во баражната емисија. Па според мене, јас мислам дека секој човек, како што видовме од ова ваша анкета, дека секој човек си има свој став. Некој го гледа, некој не го гледа, некој не го гледа поради тоа што се пее многу народни песни. Ја не знам зошто не го гледат, затоа што е предобро шоу. Или треба да имаме предрасуди. 11 години веќе, мислам дека од 2003 Да. 2004. Така и мислам дека не треба да биде се, например, кога ќе се викат само да пееме Македонска песна, да. Ова сум го кажал во сите Во сите прилики да, досега во што сите сте прилики, имали, да, што сме имале, дека музиката Не познава граници, така е. Треба вака да сме кон музика. Отворени од сите страни. Сепак вие А не вака. Сепак вие настапувате на една сцена пред милионска публика, пред бившите југословенски простори. Дечки, да почнеме со ред. Ајде да се навратиме пред многу години кога прв пат запеавте. Мартинијан, кога запеа прв пат? Па јас прв пат запеав на моите 5 години или 6, мислам 5 или 6. Мојата прва песна што сум исполнил е Милке душ. Она Милке душ. И тоа сега кога ќе слушам не потсетува на кога сум бил мал. И можам да кажам дека тоа се моите зачетоци на музиката. Така до сега, музиката до денес. И уште мал моеве приметите дека сум музикален, така и Вложувале во тебе, те бодреле? Да. Во секој мој чекор што го правам со сигурност и тоа е тоа. Така е, сигурни чекори до Да, целта. да. Ивона, кога запеа ти прв пат? Па мама вели дека прво сум пропеала, па тогаш сум заплакала. Уште од мали нозе, но прв пат кога јас дознав дека пеаме, во 4-то оделение на приредбата кога се разделуваме со учителот, бев водителка. Баш помнам, земав твојата улога моментално. И Јас сум водевме- новинар водител. Да, така, новинар водител, да. И ги имам и таа желба во мене. Може да бидеме колешки. И ги најавив сите и на крај се оставив себе, се најавив и како секогаш со затворени очи пеав. Ја пеев приспивна песна, моја некоја обработка, не знам ни јас каква. Сигурно била одлична. Па да, ја памтам уште. И почнав и си ги затворив очите во мој фазон и кога ги отворив некој плачеше, некој се смееше. И така се почна. Учителот ме гуреше ме уведуваше во хорови во училиштето. И така хорови, некои шоу македонски, тие се почетоците мои. Само да кажам дека исто заедно со Ивона певме во хор, али морам да признам дека мене ми избркал тој хор не поради пеењето, него поради Недисциплина и непослушен. И тоа ме избрка мојата композиторка Магдалена Божиновска, што еден поздрав до неја, што ми ја пишуваше песната за Макфест пред една година. И тоа се случајно. Беше неозбилна ствар. Но сега не остава печаток Не. во шоуто за Истен град дека е непослушен. Не, сега. Сега да, Сега, како созреваме, сега да. до тука на место. Али почетоците се заедно, мислам, вака со него. Во исто училиште. Да. Дечки, интересно е тоа што и вие не сте музикално школувани. Еве, Па- немате посетувано, мислам, музичко училиште за, нели, за Не, тоа- гласот и така Тоа натаму. и имаме, зборувам за мене, а знам дека и за Да, ама Ивона. не е завршено, Да, него не е посетувано завршено, неколку часови. Неколку часови, Имате да. часови Да. за пеење од диафрагма, да. за отварање на грлото и тие неколку часови. Но тоа било ви да краткотрајно. кажам, Да. Па да, краткотрајно, али многу веројатно, заради тоа што за толку мал период да научиш некои техники на пеење, некои финти, па пак например, кога ти биде Полесно, да. полесно кога ќе пееш, например, кога ќе имаш свирка, концерт, било што, да испееш со лесно. Тоа отија, а тоа на мене и Ивона ни
Да, помогна, да. јас бев во Скопје и секој исто кај професорката Магда и мали финеси кои што многу значат и Но сепак тоа не е нели константно, тоа било само еден период, Да. мислам период сега кога додека учествувавме на Звездите на грант. јас лично зборувам за например. претходниот период. Не. А јас не, и јас пред шоуто Звездите на грант. Пред тоа да се Јас не случи. сум била. Пред Макфест. Па да, ќе земе за тоа збор. Јас не сум имала, јас директно, например, јас спремам песната, еве да кажам, Бато и ќе одам кај професор и финесите кои што ми фалат, Викам бато. финесите кои што ми фалат, ги следувам со професор. Вака лично претходно не сум имала никакво музичко. Така е. Јас верувам и кумановската јавност од вас ве памти од X Factor, од македонски дол исто така имаш и пеено заедно со едни млади кумановски раперчиња на времето. Се сеќаш на тој период, не може да го избришеш, да? Да. И Мартинјан исто така учествуваше на Макфест. Колку ви помогна тие тогаш учества за сега ова во Звездите на грант? Многу. Мен, например, од Макфест мене ми помогна многу, бидејќи стекнуваш многу повеќе искуство и ја губиш таа трема, ама сепак таа позитивна трема секогаш е присутна. И пријатен настапот и кога ќе пееш и после настапот. Така. И тоа. Големо искуство е, да, големо искуство е. Јас велам дека сите прилики, сето искуство треба да го грабаме и да учиме од другите. Па така и тие шоу ни помогна многу да совладаме тремата, контакт со камери, држање на микрофон. Сето тоа тие шоа, например. Таму сме ги првите држања со микрофон, таму сме ги запознале. Така да. И дружење. Јас пред се за дружење, многу ми значи дружењето таму. Сати сцените, како што рековте вие, смешка, пиење едно друго. Мислам тие се моменти што еве сега кога ќе замишам. Јас сакав да го кажам. Кога ќе замишам на тоа ми текнува. На моментите заедно ќе ми фалат. Останаа ли пријателствата и по завршувањето на тие шоу? Да. Па да, одредени одредени. Да. Секогаш има. Да, се случуваат секакви работи, но еве, ајде сега да почнеме за Звездите на грант, ама јас прво предлагам да ги погледнеме вашите први настапи. Може. Да се потсетиме малку. Може. Да ќе се вратиме во студиото да ги прокоментираме и да почнеме да ни откривате детали, интриги за тоа што нас нели повеќе интересира. Може слободно. Има еден свет, где живет птица. Има еден свет, где речи судила. В том свету живи човек соли. Сяем солнца роđen, камен koji voli. Како држи тон, добро. Iz njega čujem. Evo prvi glas. Čutim snagu golog tijela. Ja slaba, svakodnevna, kroz igru riječi. Sve bih htjela. Snežana. Voliš me nježno, znam. Isko malo. Tri glasa, Bosana. Tako mi trebaš, trebaš mi ti. U jednom trenu sve bih htjela. Kroz igru riječi, a riječi su djela. Oprosti, molim te, vrati me. U jednom trenu sve bih htjela. Kroz igru riječi, a riječi su djela. Oprosti, molim te, Dobro, pogrešila, nije to Max svijetu mom. Može mnogo više. Može mnogo više. Može mnogo više.
Jede trema, hvata vazduh. Trema je mnogo ugušiva. I put nas je ubio, Boga. Jest, nije malo. 410 km. Ja merio. 450. Nema 450. Ja u Velosu kad sam bio u vojsci ima 470. Snijega čujem glas bez riječi, čutim snagu golog tijela. Ja slaba, svakodnevna, kroz igru riječi. Sve bih htjela. Voliš me nježno. Jao, brate, svat. To si ti, tako mi trebaš, trebaš mi ti. Evo ga. Kroz igru riječi, a Sad se riječi su iskupila. djela. Oprosti, molim te, vrati me u jedno dnevno, sve bih htjela. A šta joj je? Kroz igru riječi, a riječi su djela. Oprosti, molim te, vrati me svijetu moj. Ajde. Više sreće drugi put. Kažeš mi to tako lako. Vidim da nam ne ide. Ovaj dobro pjeva tonski. Bravo, lepota. Kaže otac bravo, lepota. Što ima lepo ovaj... I ako odeš ti, nešto tvoje znaj, tu će ostati. Prvu zemlju se dobio, Gorica Brusi. Da bi ti je vratio, gledaj to sam samo ja. Uvijek sam te voleo, nije ljubav stvar. Tonski precizno. Ne znam šta ću Fino vozi. želim ti sve najbolje. Ova ljubav samo moje brodolo. Odličan malo. Trema. Mikrofon, Evo ga, Ana, Bekuta, treći glas. Znači, sve žene su glasale. Slobodno pogledajte. Još malo. Pazi, samo žene su glasale. Sad bi morao da bude jak, da bi ubedio Bosanca Šabana. Nije tvoja ljubav stvar, da bi ti je vratio. Gledaj, to sam samo ja, uvek sam te voleo. Nije moja stvar, pa da ne znam šta ću s njom. Želim ti sve najbolje, to moje brodolom. Idi samo idi tamo, leti, pevaj, srce drugome daj. A znaj da s Bogom nije kraj, nije moja ljubav stvar, pa da ne znam šta ću s njom. Želim ti sve najbolje, ova ljubav samo moj je brodolom. Еве повторно во студиото на К3 утринска програма Нов ден заедно со Ивона Мартињан. Еве го погледнавме прво настапот на Ивона. Кои се импресиите сега по неколку месеци? Па, бидејќи посетував часови, како што кажав претходно, си ги наоѓам грешките и баш не ми е омилен прв настапот, затоа што стварно бевме неискусни. Тоа беше негде на почетокот на септември, значи крајот на летото, почеток на есен и беше многу топло во студио. Ги памтам тие моменти и ми многу фалат сега, признавам. Но од пејачки аспект, од музички аспект, тоест имам доста грешки. И Еве јас како лаик тој баш не го забележувам. Добро, да, но Има некои го забележуваат. да, некои не. Кај различни луѓе, кај различна толпа на луѓе различно се манифестираше овој настап. Затоа што малку е песната така тешка за сваќање, така да
Ама воедно сум главно сум задоволна од настапот се на се, така да. Така, Мартинијан, кај тебе? Па да ви кажем, најискрено мене овој прв настап ми се највише допаѓа. А зошто така не знам. Кога ми кажуваат луѓето, вика дека и супер беше и во вториот, третиот и во четвртиот, а мене не знам дали неко на посебен начин ние ова ствар од Желјко ја испеа. Ја мислам дека поради тоа што ги пееме сите песни. Цели песни Цели песни, да, имаме време да го покажеме тоа што го знаеме. И се да покажеме. Во таа јавна спест. И немам брада. Сега има. Да, тоа не го забележа. Сега има. Зошто тоа има некаква врска? Не. Само јас Пристројењето на воздухот, да. се избрича, ама неќе. Дечки, неизбежно е прашањето, а еве сите ве прашуваат. Ево зошто одлучивте српска песна, а не македонска? Еве Мартинија. Ова ни го поставуваат сите новинари. Па мислам дека поради тоа избираме песни кои ни лежат на наш глас. И тоа не значи дека македонската музика не ни лежи, но и македонската ни лежи, но например, ние ќе кажеме тоа, ама ги нема матрици. Матриците, примероци, ги можете самите да се снаоѓате таму. А не ни помагаше никој, реално. Баравме многу помош. Значи, воглавно, целиот проблем ни беа матриците, затоа што реално живееме во свет, во време каде што е многу скапо, со работнички плати и ние требавме да обезбедуваме сами матрици. Превоз, да, се тоа, но и плюс на целиот тој трошок и матрици. И можеби тоа е причината, една главна причина зашто не сме пееле македонско, затоа што немаше матрици. А никој, баравме помош и на телевизии и на Facebook вака јавно и никој не ни обезбедуваше, така да тоа е она number one причина зашто не сме. А онака сите ви даваат поддршка. Да, пејте македонско, пејте. Да, тоа ни даваат такви сугестии, но мислам дека треба да пееме тоа што ни лежи, да покажеме емоција, музиката нема граници. Да, ова прилика, значи, што кажа и она, сакам да искористам до сите спонзори, да? Спонзори кои ми помогна на мене, а верувам и на Јувона. Еден голем поздрав до Персин, Пучен Козјак, Кватро, Поби Плин. Тие ми овозможија, значи ми помогна колку толку да одите до таму и да го покажете она што најдобро го знаете. Да, исто и голем поздрав и до мене, исто до Пучен Козјак, до Бутик Инвента, кој што исто ми многу помагаше, до Естетик Мед за ногти, за шминка, до тетка Фроси, односно Ателје Хола. Така, голем поздрав и многу ни помогна. Да. Навистина, во тие моменти стварно ни требаше поддршка и потик и некој подгурнување за да можеме да одиме на тие емисии, затоа што тоа беа еден настап, ама 2 пати одење. Исто снимање на специјалот, така да имаме негде 11-12 пати одење до Белград. Да, исто така сакам. Да, повеќе, може, имаме време. Што каже Ивона за Бутик Континента, јас сакам до Кандис Груп Куманово да се заблагодарам многу. Тие ме облекува сето ова време што бев во... Тие ми беа спонзори за облеката, сето ова време. И една голема благодарност до нив, што ми го овозможи. Отидовте во Белград, настапувавте на предмилионска публика. Што се случуваше, со какви проблеми освен со овен или со финансиските таму? Дали имаше некој кој што се делевте во групи, па ние сме македонци, ние сме од Србија и така натаму, дали имаше такви или сите се дружевте заедно? Па не, лично не бев запозната. Не сум се сретнала со такви предрасуди, но позади сцена е некако јас го опишував тоа како една дупка со змии, не буквално змиева, грабливки. Сите грабаат од некоја страна.
да уловат нешто, да кажеш, да пренесат, да не знам, да наштетат. Јас не гледав така работите. Јас седнав до некого, се смеев, се заебавав, излегувавме надвор, се шетавме по студија, се сликавме, дефинитивно многу и од сите страни. И на така ги гледав работите, додека другите цело време некако се чувствуваше тоа, атмосферата. некоја тензија, се ствара луѓето, јас лично не. И заедно дека бевме во емисија цело време се дружевме со нив, но сите гледаат на некој друг начин, некако пријатели, сите гледаат некако ривалство, конкуренција, да. Ривалство. Има некои одредени личности кои се одделија. Пример, се делат во една група и ги снема. Да. Така, еве, како одеа подготовките за бараж, за снимање на емисии, како се подготвувавте? Па, ни се јавуваат дека снимаме, например, еве во четврток ќе го снимаме баражот, ни се јавуваат и кажуваме песни, избираме песни, имаме неколку дена да размислиме, ги кажуваме и потоа оди на нас. Ни праќаат матрици, вежбаме кај професори. Облеклото се спрема од еден круг во друг, затоа што сега се доста беа блиску и третиот, четвртиот и петиот, па од круг во круг така оди се брзо шењето на облека, барањето на облека. И така, одиме ден порано за да можеме да се одмориме, спиеме и утредента е се бурно. Јас не можев да спием пред настапи реално. Тоа е страшна работа. Што се чувало војна кај тебе внатре? Секаде. И во мозок, и внатре, се. Така, како беше Мартинен, како си ти задоволен од таму, од спремањето од часовите, од подготовките? Од тоа сум апсолутно задоволен, бидејќи ми помага многу да ги испеам подобро, одошто знам песните, па за облеклото кога требаше да се облекувам за настапите, тоа го правев во 5 минути до 12. Значи, у среда снимање отидам у вторник. На план 12 часа и цел ден таму седам, па што да носам, па што, заради тоа што сум многу сум комплициран во облекување. Например, една мајца, две да земам, би треба цел ден, па како би стои, па да не ми големо, па да не ми мало. Но секогаш и затоа тоа мислам дека е некоја моја страна што мислам дека професионална деформација. Професионална деформација, да, која се рада дека ја наадминеш со тек на време, да. Ја наадминеш. Но секогаш изгледавте одлично. Мора да признаеме, и секогаш имате одлични комплименти, а и ова што видовме од жирито имавте супер комплименти, тие се призадоволни од вас, но еве според вас дали беше фер жирито? Зашто мог? Што се случи? Па не, според мене, а верувам и според Ивона, но не се зборувам во тоа име, се извинам, драга колешке. Што колега? Па мислам дека фер, од една страна фер, од друга страна се па на крај крајава секој ти гледа своето па да си го подри. Да, потполно те сваќам така. Но сепак јас од жирито сум презадоволен. Заради тоа што се многу фини пред се, сите ми се некако посебни на свој начин. Би извел Зорица Брунстик и Аца Лукас, кои се со неверојатна харизма. Тоа ми се многу опаѓа кај нив. Да, на твојата фан пејдж исто така имам и видено и слики со нив, посебно со нив, со другите така не сум забележала. Ивона? Па, го делам мислењето. Во секој добро има лошо, во секој лошо има добро. Така. Да, ги секако ги бодрат своите. Имавме голема поддршка, 4 круга поред. Сега се случи тоа што се случи. Но битно, барем кај мене, не знам, секаде го кажувам ова и секаде добивам чудни изрази на лице, мене ми е многу битно јас да сум задоволна како сум испеала. Затоа што кога јас не сум задоволна и да поминам, еве, се случи во четврти круг, да испеам катастрофално според мене и да поминам, јас не бев среќна. Ја мене ми беше жал што испадна некој заради мене.
затоа што не бев задоволна од својот настап. Додека сега бев презадоволна од последниот настап и највеќе си го сакам. Ќе го Така си го погледнеме, гледам често дома ми се чини. Така многу сум си убавка. Па лав сум се направо. И ми се допаѓаше највеќе и испаднавме така да нема правило. Нема тоа, ќе видиме во четврток што ќе направиме. Па Ќе ве бодриме, мислам дека само има една мала деформација во звездите на Грант. Сега мислам дека треба да дозволите публиката да гласа. Да, на оние сезони мислам дека веќе од четврти круг според бројот на кандидатите се гласаше. Јас не сум гледала, но на YouTube ги прегледував како почнавме сега да учествуваме. Сега и сите што гледале претходно, баба ми, дедо ми, баба ти, дедо ти, Да. претпоставувам каде е гласањето. Сега има некој нов концепт, така да Не знаеме дали има премногу пријавени. да, имаше 400, да, 400 пријавени, ние стигнавме до топ 20. Да. И да не 40. 20 машки, 20 женски. Да, Да. тоа зборувам. 20 машки, 20 машки, 20 женски, така да и да не поминеме во четврток, тоа е голем успех за нас. Тоест, ова е голем успех Но и за да нас. има повторна баражна емисија нели во баш во финалето, мислам дека би Пак би како се случило, карактеристични ликови Да. од Македонија би требало. Да, би требало. Секако и доколку би требало да се гласа, верувате ние Да. ќе гласаме за се. Дечки, кога ви беше најнеизвестно, кога имавте онака најјаки срцечукања? Па, ти почти. Па ајде, јас кога во четврти круг бев многу болна, после постите и имав некои дигестивни проблеми и ми се оштетија гласните жици. И буквално 24 часа пред настап не можев да зборувам, а не пак да пеам, а имав и многу тешки песни од Калиопи и од Марија Шерифовиќ. И буквално тој настап не го гледам и не сакам ни да го видам никогаш веќе. И мило ми е што не сте го ставиле сега затоа што не сум задоволна, а поминав. И моментот кога отидов во бараж, кога пеев од Негатив збуњена и кога требаше да се прогласи помеѓу мене, Милица Малецката и Валентина, мислам дека беше. Тоа беше и затоа почнав и да плачам. Јас на сите настапи си плачав. Така затоа што сум емотивна, но тогаш беше најнеизвестно, најстресно затоа што пеев и кога ќе се вратев на мојот број, не можев да зборувам. И не знам дали кога ќе излезам пак на местото за пење, пак ќе можам да пеам. Но ете, чудо, можев и испеав, не изфалширав, но пак не бев тоа јас. Со целата моја сила и напори, тоа е за мене еден најнеизвестен момент и најстресен. Кај тебе, Мартинијан? Мој, па не сум имал некој така, да кажам, позначен, но интересно беше тоа што во вториот круг кога бев во ДЛ и ја испеав првата песна, стоеше долу цитат. Ја испеав што беше до мене, Стефан Арсенијевиќ. Тој ја испеа песната, му дадоа 2 гласа и гледам се крема негови. И јас ора што био и потоа ја испеав и втората песна, тогаш добив мислам 3 гласи, тоа ми беше многу јасно. Да, ти падна камен од срце. Да. И потоа тој испи втората песна, но тогаш дали не им се допадна како ја испеа тој. Да. Тоест ги добив 5 гласа, потоа продукцијата го даде и нивниот глас за мене. За да одам понатаму. Така, кога сме веќе кај пењето, претходно спомена Ивона дека најдраги е последниот настап. Да. Ќе го погледнеме, исто така и на Мартинијана, па ќе го прокоментираме. Може. Закривени лед, никог нисам пустила, док те нисам пронашла. Sa tobom sam ja, sve što nisam bila, bele zastave. Tebi sam razvila, ceo svet je moj, gledaj me, letim slobodna. Ceo svet je moj, nebo je granice.
sam drugačija, al u tvojim je očima istina. Sa tobom sam i ja, meka kao svila, bele zastave. Tebi sam razvila, ceo svet je moj, gledaj me, letim slobodna. Ceo svet je moj, nebo je granica. Nek sam drugačija, al u tvojim je očima istina. To sam ja. Oba oka sklopi, dobri anđele. To što noćas šutim nije zbog tebe. Ti bi nešto brzo da te podigne, a meni noćas pašu stvari lagane. A meni noćas pašu stvari lagane. Oba oka sklopi, dobri anđele, nek oproste mi tvoje dečje godine. Ti bi nešto vruće da te zagrije, a meni noćas pašu stvari lagane. A meni noćas pašu stvari lagane. Pusti me da drhtim i da sjetim se kako su me njene usne ljubile. Neke tuge nikad se ne prebole. Ubit će me zbog nje stvari lagane. Ubit će me zbog nje stvari lagane. Ево, почитувани, ја следите го следите на новото издание на утримската програма Нов ден на К3, а ние тука, иако е само неколку минути пред 9, ние одлично се забавуваме. Да, Екстра, секој супер. ден можеме да гостуваме, баш ни е убаво. Одлични гости, морам да признам. Дечки, го погледнавме настапот, ова беше твој најомилен настап. Да. Мартин, Исто што ќе така, кажеш ти за твојот? Последниот мој омилен настап ми е последниот и во И првиот. првиот, да. Екстра. Значи сме ги погодиле. Да. Да, Нашиот избор е добар. да. Од прво. Прво. Така е, што бараше сега Кеба во жирито? Па го менуваше Аца Лукас, бидејќи имаше Тој имаше некој многу образ. коментари, беше малку по строг од другите. Мене не ми се допаѓаше единствено тоа што додека пеев бришеше нешто. Прво, колку да не ти се допаѓа некој како пее, поради почет и поради музикалност едноставно што има во себе, треба да го слуша внимателно, за да подоцна може да ми каже што сум погрешила, не да бриша. Тоа единствено не ми се свиѓаше. Другото сами го видовте. Така е, Мартинијан, присуден ли е само гласот за да се победи во ова шоу? Мислам дека не. Мислам дека тука влие и Многу фактори. многу фактори. Што кажеш, во на пример Харизмата, дали пеењето на умењето? прво место, потоа харизма, ставот, стајлингот, односот со публиката, Со камерите. камерите пред се. Неедноставно да се застане. Да, Не, токму тоа ми само- беше следното Помниш, прашање. што- Како е чувството на таа сцена? Сепак кај нас во Македонија реално нема, досега сме немале таква сцена. Јас да ви кажам право, Не. кога излегувам таму, ми се тресе левата нога и левата рака, а десната нога и десната рака не ми се. Вместо положбата на срцето од левата страна. Така е. Таа учи медицина, така што Да. ете и стручно мислење. Не знам зашто ли, оно буквално смисла ми се тресе.
Па, јас, бидејќи стоиме позади сцена и се отварат вратите кога не најавува Сања. И неговиот тогаш- чур. Да. Чат. Чат. И тогаш секогаш си ја кажувам молитвата и мене целото тело ми се тресе. Во првиот круг имав многу трема. Никогаш, затоа и многу ми влијаеше врз самото пеење. Буквално ми се тресеше целото тело. Додека подоцна, тоа е тоа искуство. Застануваш, го знаеш просторот, што те очекува, знаеш каде се камерите, Да. и знаеш оддалеченоста на микрофоните, како да држиш кој темпо. Така да многу е големо искуството кое што се стекнавме во ова шоу, така да Следно прашање е баш така, значи како може да ми бидеш слободно колешка Ко- како слободно. кој што претходно изрази желба. Колку ви помогна ова шоу? Што ви донесе ова шоу плюс? Ова шоу ни донесе многу на публицитет. Значи, например, не знам тоа што е секогаш така, но да не се пријавивме на ова шоу, немаше да не запознат луѓето наврод Куманово. да. А со- Куманово не знае. Да, Куманово не знае. Да. И Штип. Еве ти покрај постојано имаш Макфест. свирки, да. Да, Да. свирки Исто низ и во нас цела- се случува да. така. Свирки имам низ цела Македонија. Со твојот бенд? Да, со мојот. Хај Quality Band, еден поздрав голем и до нив. И од мене. И од колешката. И другарка. И тоа е Да. Така, кажам- треба ли вакви шоуа да се организираат почесто? За откривање на млади таленти, за оние кои што еве не може да си приуштат да платат песна, Да, па да, на да, овој треба, начин да се треба. промовираат. Па тоа е патот кој што сите го изодиле, мислам, сите. Тоа е патот, например, ќе се пријавиш на некое шоу, ќе создадеш име на некој начин, публицитет, Да, ќе ето, привлечеш публика и можеби сега е наше време да снимаме. Да. Сега е наше време да се пријавуваме на фестивали. Мислам дека помина нашето време за аудиции. Да, Затоа што веќе немаше за каде аудиции. немаме отидано. И Да. веќе нашето време е за Секој- фестивали. за фестивали, за снимање на Песни. песни, спотови, Да. Подпишавте жи- да. па, да сме живи и здрави, некој концерт. Да. И тоа ќе го Јас очекуваме, немам да. свирки. Немам бенд. Морам да направам бенд. Мора да Мор. еве со Апел. да, да упатиме хапел до граѓаните, до музичарите. Дечки, сега сте матуранти, Да. гимназија завршено Гимназија. и Наци медицинска. Будјони, медицина. Да, медицина. Техничка. Продолжувате со музика или како? Па и јас се мислам за музичка академија, но може да биде и економски менеджмент. Од тие две, се мислам. Така имате цело лето пред вас да Да, размислите. 2 месеци, охо. Сега Јас- претходно мора матурата да Да. ја положите. Да, матурата тоа е сега најстресниот момент. Не, и тресе момент. За мене е. За мене е. Јас ќе запишувам стоматологија. А со музиката? Музиката ќе си остане како Музика. нешто што ме Музика. исполнува и што ќе ми е пропратно во животот. Љубовта Ја- кон медицината е некако, мислам, не е поголема од музиката, но одат заедно. Иако не велат дека одат заедно, оди се, кога ќе се испланира, затоа што јас сум човек што планира се, може. Добар организатор на Да, времето. да. А зошто не сакаш да студираш музика? Затоа што сметате дека можеби тоа нема да може да екзистирате со Да. од музиката? Дефинитивно, барем во нашите простори не. И јас на првом място што сакам да бидам во животот е да бидам пејач и да успеам во музиката и во тоа успеав. И се ова за ти можеш секој да биде пејач. Например, може да бидеш пејач и со музичка академија и без музичка академија, но на музичка академија те усмеруваат само во Само во еден правец, да. опера да пееш. Значи Затоа и тие, јас не избирам и затоа да, велам и за заради тоа, медицината. а ова за факултет избирам нешто за да ми биде Така. алтернативно, значи
Имате повеќе шанси да бирате. Да, и доста е битно да си едноставно образован. Едуциран човек. Едукација. Да си имате зад себе диплома која што секогаш ќе ви го чува грбот и ќе ви биде нели екзистенција. Далеко од тоа дека не ја сакам музиката, така се изразив, и љубовта кон медицината ја имам, и љубовта кон музиката ја имам, но едноставно одат заедно затоа што не се знае што ни носи животот, не се знае каде тече водата, така да си треба. Се треба образованието. Да, се извинувам. Дали подпишавте некој договор со Звезда Гранда? Дали подоцна ќе снимате некоја песна таму, дали нешто ве поканија во тој поглед? Да. Подпишав договори и јас и Фона. Во тој договор пишува дека имаме една песна и еден спот од нив и пишува за маркетинг, за промоција, за гостување во емисии, за закажување свирки, за казни ако случајно. Што се случува со казните? Па ако го прекинеме понештиш договор, пријеш 20.000 евра. Треба плати. А колку ви трае договорот? 9 години. Само 9 години. Само 9 години. Само 9 години, а една песна ви даваат да снимате? Не, мислам тоа првата година е финансија од нивната страна. 50-50, додека од закажаните свирки. Тоа, а после првата година 70% за нас, 30% за нив. И секако на првата година имаме песни од нив. Да. Значи, и тоа не се ограничени, мислам, каде го прочита тоа една песна, не знам. Има, да, па тој менаџер што ни го даваше договорот, кажа дека во тие што ги дават тие листови, тоа не пишува, али ви кажат дека имате песни. Ќе ви се дадат 4-5 песни, а удиот снимки да преслушаме. Да, тоа мислам дека на почетокот имаме повеќе песни понудено за првата година, од втората година ќе треба ние исто таму во таа продукција, во гранд продукција, но ние ќе си плаќаме, ние ќе бираме. Така, што ќе изберете вие? Народно, забавно? Па повеќе накај забавно нешто, поп-рок стил нешто. Повеќе накај поп. Да, и јас исто. Дечки, времето за емисијата полека одминува. Јас верувам дека да продолжиме ние цел ден ќе зборуваме, затоа што сте расположени, исто и јас. Ви благодарам што бевте гости. Сега за 2 дена ќе ви стискаме сите палци. И да се надеваме дека ќе продолжите и да имаме, нели, Кумановец во Звездите на Гранд. И ви посакувам уште поголеми успеси понатаму, да снимате песни и да видиме на уште поголема сцена. Благодарам за поканата. И поздрав до сите гледачи. Така е. Почитувани, благодарам и вам за вниманието. Тоа беа Мартинија и Ивона. Репризата може да ја гледате денеска во 15 часот, односно сите репризи на утринските. И сите информации кои што сакате да ги дознаете од Македонија, светот и регионот, гледате ги во дневниците на К3 во 12:30, 16:30 и во 20 часот. Јас ви закажувам повторна средба утре во 7 часот изутрена. До тогаш секој е добро. Поздрав!